Денес во Бекстејдж разговараме со еден од нашите најуспешни музичари, тоа со интернационална кариера, Владимир Четкар овде со мене. Најпрво да те прашам како се чувствуваш денес во прекрасниот Охрид? Благодарам, Верица, супер се чувствувам, многу ми е стално комфортно кога ќе речам дома сум и посебно на лето, кога сите се на некој начин порасположени, понасмеани, нормално ради сонцево и ради водава. Разговаравме пред да се вклучиме на камера, дека во последните години одлучи овде да си се вратиш и малку да се поуживаш со твоите најблиски. Како дојде до таа одлука? Па, после ковидот, јас долго време бев појќе во Америка, бев 10 години во Бостон, потоа 12 години во Менхетен и на некој начин појќе од пола живот таму го поминав. Меѓутоа, кога дојде моментот дека можам комфортно да си одам на турнеи Америка, Европа, Азија, а да си седам во Македонија, тоа ми беше да кажам, една битна фаза, бидејќи со тоа некако мојот натрешен мир дојде до израз појќе, а кариерата на некој начин уште појќе ми тргна, бидејќи борбата дори ги испоставиш тие односи, тие релации со фестивали, со музички, целата музичка сцена во која јас ја работам и сега се си легна на место и плюс Македонија е пола пат Америка, пола пат Азија и подеднакво ми е далеко кај да патувам. Која животна лекција според тебе најтешко ја научи низ годиниве? Па се доаѓа со искуство. Меѓутоа, на некој начин се ми било подеднакво тешко или лесно. Немам нешто да издвојам, бидејќи кај мене јас поседувам нешто што мислам дека е квалитет од аспект на истрајност. Јас никој па не се откажав лесно од ништо. Стално упорно се борев со сите предизвици да го постигнам тоа што сум го замислил. И така и се деси. Значи, тоа што ми беше тогаш неостварливо, дека ќе настапувам во некои најголемите фестивали во светот, сцени во светот, дека ќе издавам за некои најголемите куќи во светот, дека ќе ме пуштат национални радија во Јапонија, во Аргентина, во Унгарија, во Италија, исто колку што ме пуштат во Македонија, ако не и повеќе. Ја за мене беше тоа неверојатно, меѓутоа како тинејџер. Меѓутоа после сватив дека се е можно ако веруваш во себе си, во своите квалитети и ако се стремиш кон таму. Така да сите тие лекции по патот кои ги научив беа сами по себе си дојде. Јас уште учам нормално. Можеби некои работи не сакаш да ги научиш. Сакаш да си стално како во константно процес на учење и дека така за животот е забавен. Доста од наши македонски артисти најавија концерти оваа година. Гледам дека најавуваш и ти концерти на надвор од нашите граници. Дали можеби планираш во брзо време нешто и во Македонија да ги изненадиш и македонските фанови и публиката? Така, јас имам најавено фактички концерти во Македонија. Тоа е на 8 август во Љубаништа, кампинг Љубаништа. Тоа е најубавата плажа можда во Охридското крајбрежје, песочна плажа, најубавиот камп во државава и пошироко и е идеално место за таков еден лежерен концерт, музички настан. Така да тоа е навистина посебна приказка. Ке 8 август, сабота, и има специјален превоз, бродски превоз, кој е организиран од Охрид до Љубаништа и назад, од градското пристаниште со бродовите на Александрија. Така да кој сака да се дојде со брод во 7:30 часот попладне ќе поаѓаат од градското пристаниште за Љубаништа по символична цена, сето тоа направено за удобноста на гостите и да го направиме животот да е интересен. Истовремено и круз со брод и истовремено концерт, пивце и така. Еве малку за музичката индустрија во Македонија. Што во моментот најмногу те нервира? Па јас ја пулјам мојава работа, генерално гледам да не се нервирам, меѓутоа како музичката индустрија, така и многу други индустрии од тој ентертејмент спектрум, да кажам, ми пречи што премногу се обсесираме со таа блескавост на работите, површност на работите, за само да моментално да импресионираме некого, а всушност треба да бркаме длабоки пораки во музиката, во песните, во филмовите, во се она што не чини креативни, а не да се ослонуваме на
цело време само на вештачка интелигенција или на да копираме тоа што негдека успеало. Значи оригиналност ни фали. Ни фали оригиналност. Сите сме учеле ние од некого. И Моцарт учел од Хајден, од Бах и така натака. Сите имаме ние импринт од нашите предсивљанија. Меѓутоа мораме нашиот креативен систем да го уклучиме и да направиме еден дигестив на собственото јас во уметноста и во сите други сфери. Јас морам да напоменам и ова кратко, на твоите социјални медиуми константно гледаме многу интересна содржина која што ја правиш, мислам дека од душа, тоа не е ништо ни маскирано, мислам дека спонтано ги правиш сите тие содржини. Какви најчесто коментари добиваш, има ли некоја чудна порака што можеби се ја добил на социјалните мрежи? Многу пораки чудни, ама најмногу поддршка. Тоа што луѓево токму што го кажа, ја препознава таа органска работа, дека не е ништо раштеловано. Мене ми е целта некој пат преку сатира да критикувам социјално-општествени проблеми што се тука во државава и генерално во светот, меѓутоа и да ги насмеам луѓево, да ги насмеам со тоа што сите ние имаме во нас едно не е егото и лоша работа. Егото до одредена мера и здрава работа. И меѓутоа тоа треба да е избалансирано со интелигенција, со самокритика и со хумор кон самите себе си прво. Да не сме толку тешки, да не сме толку нефлексибилни и целта ми е да изнудам насмевка кај секого. Сега некој ќе се најди нормално што него разбира тој хумор и тоа е тоа се, не можеме со сите да се погодиме. Како што знаеме, оваа година Македонија, тоест во 2027 Македонија повторно ќе настапува на Евровизија. Кој според тебе треба да ја представува Македонија? Па јас искрено мора да бидам искрен, јас не ја пратам Евровизија веќе поеќе од 20 години, така да ништо не знам што се случува од аспект што не е реално да постои надпревари музички, бидејќи тоа не е спортска утакмица или трка на 100 метри и мислам дека тој дух не е релевантен за било што уметнички. Секоја песна си е посебна, секоја земја си има свој уметнички израз и така да не сум љубител на такмичење и на гласања, што се на крај пристрасни, кога ќе видиш дека имат политика во сето тоа, автоматски не ми е интересно и не можам да ти одговорам на прашање. Зошто го сакаш Охрид? Охрид го сакам прво дека Господ тука душа ми дал, после тука дека на некој начин природава и историјава се вечно испреплетени, диалектички поврзани и таа енергија која чувствувам во овој регион со митски основи, таа една исконска старост што после тука ја чувствувам и ми е потребна за мојата инспирација и за мојот живот. Затоа го сакам Охрид. Така, јас со нетрпение чекам и да видам што ново ни подготвуваш и нови содржини да гледаме. Ти благодарам многу за овој пријатен разговор и се надевам се гледаме повторно за брзо со ваков убав разговор. Апсолутно ви благодарам многу, поздрав до целата екипа на Бекстејдж и до сите гледачи.